Ајде, кажи ми, што ќе прави со минибусот? Ќе се погрижам за превозот. Нема да успееш, ќе пропаднеш. Зошто да банкротирам бе? Нема многу луѓе овде, каде ќе ги носите? Слушај, Ферит и јас имаме други планови. Планираме да се занимаваме со туристички превоз, знаеш. Како тоа? Ете така, вака, оние ќе ги собереме луѓето што не живеат во селото и ќе ги донесеме овде. Тоа се луѓе надвор од селото, во земја, нели се? Абе, пријателе, види, нашиот Ферит магистрираше во Америка. Тој е образовано момче. Може да ја процени ситуацијата, ја анализираше ситуацијата и откри дека тука може да се заработат многу пари од ова. Затоа, Навистина? секако, едноставно не стапнуваме на мина, разбираш. Имаме мали финансиски проблеми, ама ќе го средиме тоа, ќе почнеме со реклами и со спонзорства, работата како река ќе тече. Дефинитивно, нема бегање. Дозволете ми да ви видам партнер, ќе ви дадам пари. Немај сега тоа. Тоа е ситница за вас. Само 20-30 илјади лири. Тоа за луѓе како вас, тоа е ништо. Ама не мора да станете партнер. Дозволете ми да бидам партнер. 20-30 илјади се ништо за мене. Тоа за вас е ништо. Нема да ни станете партнер. Подобро да станете спонзор. Имате поголеми поволности како спонзор. Мислиш? Се разбира. Гледате овие големите фирми. Стануваат ли партнери? Никогаш. Тие веднаш стануваат спонзори. Веднаш донираат пари и стануваат спонзори. И така ќе кажеш, станав спонзор за овие деца. Ако харизмата ти била на 5, сега на 10 ќе ти скокне. Ќе направам и постер со твоето убаво лице и ќе го залепам на задниот дел од минибусот. Ќе те гледаат и во мармари се, тоа значи ќе станеш крал. Сите ќе те познаваат. Момче, ми се допадна. Ќе ти дадам пари, ама само малку. Нема да има друг спонзор, само јас. Никој не може да биде похаризматичен од мене. Тогаш нема да може, не. Зошто сега? Зошто не? А јас веќе го замислувам тоа. Го замислуваше, ама да ти кажам, вака стојат работите. Овој Чичко Душин го знаеш? Па за жал и тој многу сака да стане спонзор и тој седе 20-30 илјади лири вака не ги фрли пред нас, затоа работата со тебе ќе мора да пропадне, знаеш. Како може така? Јас и Дузгу на Иставага? Не може, ти си многу славен, нема да ве ставам нисто скалило се разбира, нели? Гледаш, веќе почнавме да се разбираме. Исти јазик, секако. Што да правиме сега? Слушај, ти се колнам ова само за тебе ќе го направам. Чичко Душјун исто така сака да даде пари и да биде спонзор, така. И ќе даде 20-30 илјади лири, така се договоривме, ама ако ти дадеш 50 илјади лири, Чичко Душјун јас го бришам. Синко, ти си многу префриган. Никој не ти е дорасна, договорено. Добро? Раката ти е силна многу. Што да правам? Овие раци со години го држат воланот низ улиците на Истанбул. Ова е рака на возач, разбираш? Знам. Борбата се уште не сум ја заборавил. Савршено. Ајде тогаш со среќа нека ни. Кога ќе почнеме? Што е бе сега, Господе Боже, смири се, ќе ти се јавам полека, држи се малку, Реша, што правиш ти? Повели Чичко Фикри. Дојди ваму со мене. Добро, доаѓам. Добро, Бато Фикри. Ќе одам да разговарам со Бато Фикри и веднаш се враќам. Што мозок сум јас? Дојди малку. Душо, ти што правиш тука? Седи. Во селото станав господар, сега кравите ќе ги прем. Што значи сега тоа? Наскоро ќе имам земјиште и 50 илјади лири, разбираш ли ете така? Ама како успеа за толку кратко време? Ти реков дека ќе успеам и ете го. Значи, слушај, разговарав скришно со Доне, ќе ми ја препише незината земја. Ќе ми ја даде земјата што ја наследила од незините. А со Решот разговарав за спонзорство, па 50 илјади ќе дојдат од него и една ораница и 50 илјади во готово. Купецот задоволен, продавачот задоволен, сите. Господине Фикри, зашто одиш таму ваму како да чекаш нешто? Што сакаш да кажеш, кажи. Слушај ваму. Ако го купуваш, купувај го. Реков дека ќе го купам, темата е затворена.
Јас не гледам некаква реакција од вас. Мислиш, на едно место стоиш, на едно место ти. Господин Фикри, повторно ли некој направил нешто? Јас не сум нервозен. Купете ги по линијата што поскоро, платете ја првата рата и јас ја одам. Господе, сакавте да се преселите овде со целото семејство. Слушавам, ве исплашил Кој некој? може мене да ме исплаши, бе? Не знам, штом сте во таква состојба, малку сте исплашени. Одевно ми издодеа ова село. Добро, имам пари во депозит, велите 500. Ама да ви дадам сега 400. Сега 100, па ќе дадам 200, а следната година ќе дадам уште 100. Сико, ние се договориме за 2 рати. 250 плюс 250. Пријателе, се договоривме да се договориме, ама сега брзаш. Слушај, кола можеш ти да ги извадиш парите? По Бајрам ќе можам да платам, а до Бајрам има 2-3 дена. Ти дај ми ја твојата земја сега, јас ќе ви дадам 10-20. Ти мислиш дека јас сум будала, момче? Не дај Боже, бато Фикри. Што не дај Боже, бре? Мислиш дека сум мулија? А ти мислиш дека сум глупак? Кога реков дека си глупав? Зошто тогаш ми бараш пари? Добро, момче. Не сакам да се карам со тебе. Фикри, колку пис човек си ти, бе. Што рече ти? Добри манири, ама вадиш гасови пред сите. Добро, бе, немој да си кажал на некого. Господи Боже, Ви го припуштам, Мирол. Добра. Зашто разговаравте со татко ти? Мислам дека попушти малку кога излегов од кола. Не, би попуштил ли? Ти се разбира не виде. Откако излезе ти, тато ги свитка вегите нагоре. Знаеш ли, никој како тебе не може да игра со вегите. Ај, не си игре мајтап со мене. Знаеш ли ти што значи тоа? Тоа значи дека нервите му се при крајот. Уф, мислам дека воопшто не попушти. Навистина. Слушајте, одлучни сме, така? Секако, братче. Така, не се откажуваме. Сериозни сме. На сериозен начин ќе ги покажеме нашите намери. Нема откажување. Браќа, овој пат да му кажеме на Дуждин отворено се. Место да сме виновни ние, да го оставиме да биде виновен тој. Не мора да бидеш толку упорен. Во право е. Братче, ако изгубиме, подобро да изгубиме. Ке ме прашате зошто? Во оваа фаза немаме што да изгубиме, така да знаете. Абе, куси, каква врска има тоа? Заедно во радост и во тага, нели? Нели сме браќани, а? Еј, слушај не, брате, има нешто што не ги знаеш. Ке зборуваме. Види, братче, слушни ме сега. Ваква е работата. Ке кажам дека си дојден како гостин. Ке кажете дека воопшто немате таква намера. Која е главната програма, куси? Како лав ќе отидам и ќе побарам раката на Ѓулѓу. Да беше лас тука, ке ти кажеше дека си тврдоглав. Абе, дај не биди толку упорен, послушај не. Слушај ме, братче. Поентата е во тоа што ти ќе бидеш како наш спасител. Ако разбрав нешто ќе кажев дека разбирам, ама и сами гледате не е така. Бато ке сватиш, ајде сега да одиме да не чекаат, ке се налудат. Во право се, ајде. Добар ден. Добар ден. Здраво. Дојдовте, а? Чичко Дуздјун, имам да ви кажа нешто. Слушајте, мамо, слушајте убаво. Кој сте вие и со кое право доаѓате кај мене да ги барате моите ќерки, а? Кажете. Абе, Чичко Дуздјун, кога ти викнав, мислев дека не слушаш, ама ти си не слушнал. Седувај таму. Добро. Седнете, момци, земете столици. Земете, ајде. Абе, Стани, бе, стани, ајде, стани. Сега се Много стрели. сине, Треба полека, да ги искрши. само што седнете се тука, Полека, ајде, полека, бе, полека. Не се плаши. Внимавај малку, бе, брато. Добар си. Мајко, Добар ли си? бато, мислам дека го повредив петиот пршлена и ребрата пак ми се набиени. Освен што исчезна баба Нурија, патувањето беше извонредно. Сите жени беа срекни, знаеш? Да, навистина ли? Да, навистина. Освен тоа и се наклонија на баба Нурија. Сакаат да патуваат повторно. Многу е убаво. Па успеав да ги освојам жените. Ами освои мене, а други жени освои? Не. Тебе не те освоив. Ти го украдов срцето. И нема да ти го вратам. Ако ми го дадеш и твоето, се согласувам. Инаку, како ќе живеам без срце?
Тогаш ќе станам бездушна. Од сега твоето срце ќе чука во мене и моето во тебе. Ќе ги слушаш од чукувањата на моето, а јас на твоето. Се преправа, освен тоа тој не падна од скеле, овде само си седна на подот. Чичко Дузјун, како така ребрата еднаш ми беа повредени, сега пак еве. Станувај бе, станувај, остави го Емине, стани, ајде. Што ако не може да стане, Може бе? да стане. Ајде да видиме. Исправи се бе, исправи се убаво. Ама Ајде, чекај, што правиш? Ајде, чекај, спушти ги рацете. Чичко, Ти реков Дузјун. да ги спуштиш, остави ме мене. Спушти ги рацете, остави ме, крени главата. Опа! Како е, а? Подобар си? Ако не си подобар, мора да го повториме. Мислам дека нема потреба да... Добро. Што ме подобро, добро. Среди? Сега слушајте ме внимателно. Емине, ти ќе сведочиш за тоа што ќе кажам. Само ако уште еднаш ми дојдете, да ми ги барете керките, тогаш има да ве стредам убаво, така да знаете. Ама Дузјун, а јас ти кажав на тебе, бе. Нели ми рече да дојдат подоцна? Јас за тоа не знам ништо, Емине. Дали овие компуци го положи испитот за селани? Не го положија. Една пресуда треба да биде донесена, а вие веќе носите нови закони во ово старо село, Емине. Во право си. Чичко Дузјун, и господин Фикри се смести овде. Рековте дека си замина, а потоа се вратија. Затоа ние се решивме... Па, Кога доаѓавме наваму, го видовме кај вас на улицата. што? Ја кажува вистината. Сега ќе проверам. Да видиме. Добро. Да. Повели Газа? Ерол, како си? Добро сум, Газа, работам. Оној лукавиот син на Фикри, таму ли е или не? Не е овде, господине, не е дојден. А Елџун дома ли е? Дома е? Слушај, мамо. Кога ќе дојде оној лукавиот, веднаш да ми јавиш. Добро? Не е, господине. Не е овде. Ама оној малиот, паметниот Џунејд дојде и остана овде. Здраво! Случајно оној малиот да не е таму. Да, господине. Од каде се појави овој? Јас му пратив порака. Вие секогаш си ги викате вашите, а јас останувам сама. Ама овој Џунејд по мене е залетан. По тебе е залетан. Каков пес. Да, господине. Да, така е. Да. Што се случува таму? Истере го таму. Истере го надвор. Надвор, Господе Боже. Како ќе кажете? Ајде да те испратам. Ајде надвор. Што се случува? Чавки бркаш од нивата, што сум јас? Слушај, оди си од овде веднаш. Се случило ли нешто? Боже Господе, кого бркаш ти од овде, бе? Не сме сите собственици на цел овој имот, не одам никаде. Тука ќе седаме, бе. Здраво, девојки, што има? Како сте, добри? Успеав. Здраво. 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 Може да поминам? Вака да направиме? Вака може. Види ги. И Џунејд се појави. Зошто се случи? Ти си виновна. Види колку смирени се твоите сестри. А ти? Поради тебе сме како заљубени средношколци. Можно е. А што да правам? Таква сум. Може би ако не сум таква, нема ни да ме сакаш. Може би затоа толку те мачам. Не сум во право? Па сега. Туку да те прашам нешто. Кога ги собирате овие плодови? После Бајрам, кој ќе созреат? Навистина се органски. Да, не користиме ништо освен лопата. Добро, татко ти на кого ги продава? Има еден познат предприемач. Зема од кај нас и од другите. Цената е можеби ниска, ама барем парите ги дава веднаш. Како и да е. Додам јас инаку. Ерол ке забележи и ке каже на татко ми. Живи Бога, овој пат нема да можам да објаснам зашто сме се сретнале. Добро. Кажи му на Џунејд да не останува долго и дека го чекам. Добра. При прва прилика ќе дојдам повторно. Се што барам од тебе е да го најдеш телефонскиот број на трговецот. Добра. Ајде се гледаме.
Ѓулѓун, имаш нешто во косата? Што имам? Има нешто, не знам. Бубачка ли е, а? Не е бубачка, чекај. Еве ова е. Джунейд, Ферите чека на вообичаеното место. Не можам да одам. Но рече ке чека. Па што да правам, мене не ми кажа. Ќе чека, ќе си оди. Добро ми е овде мене. Браќа, чекај, слушајте сега. Имате ли решение, а? Како ќе ги добиеме девојките? Кога веќе праша, нешто ми падна на памет. Идејата на татко Фикри да ги побере девојките падна во вода. Да, татко Фикри? Да го искористиме. Брзо ќе голтнеа дицата, да поразговараме со него. После Бајрам девојките ќе бидат наши, а? Не верувај во себе тоа. Да, не ги фрле бадијала зборовите? Што зборуваш, бе? Каква врска има тоа? Ало, брат. Остави. Чекај малку. Секој пат кога ќе ве прашам, наоѓате некакви изговори, ама јас не велам ништо, така? А и вие, како да знаете нешто за Ѓулѓуна, не ми кажувате. Не ве разбирам, ајде кажете, објаснете ми, ајде. Мислам дека си шушкате, а не ми кажувате ништо. Добро, ајде, ќе зборувате ли не? Добро, ајде, јас ќе сјавам на Ѓулѓун. Се вративме од пат, загрижени се. Што е вас Сонјул ни спратила порака? Од каде сега та? Што има интересно во врска со овој Истанбулецот што е покрај Ѓулѓун? Што е ова, бе? Каква врска има со неа? Жими Бога не знаеме. Кога велиш Истанбулецот, на каков Истанбулец мислела, а? Не знаме, брат, пратила и фотографија, ама уште не е стигната. Чекај, нека стигне, ќе отвориме и ќе видиме. Кај да е, за Бајрам ќе стигне. Еве. Браќа, Што е? ова дете и се додворува на Ѓулѓун или не? Ово и се додворува или не? Само да знаеш, не е виновен само тој. Како? Заедно ли се тие, да? Не бе, братче, не е баш така. Мислам, вака стои работата. Оној Џунеид и посветува големо внимание на Ѓулѓун. Секако, гревот на Ѓулѓун не е ништо помал. Господ ме сведок. И таа нему му посветува големо внимание. Затоа мислам дека меѓу нив има некоја хемија. Хемија? Ѓулѓун не се разбира во хемија, таа е по литературата. Бато, ги видовме сами во камперот, ама не ти кажавме да не те натажиме. Каде? Во камперот. Сами? Да, сами. Куси? Ерол, што ќе правиш со тоа? Што можам да правам? Мислев да земам малку мед. Што? Луд ли си ти овде? Знаеш колку пчели има внатре? Да, има. Ова е кошара. Има и лјадници. А што ќе биде со нас? Ако не гризне пчела, готови сме. Како и да е, да одам јас, па отвори го тогаш. Ајде до гледање, девојки. Ерол, ти што правиш? Сега ли е време за тоа? Добро, ама морав, инаку немаше да си замине. Немаше да си оди. Празна е, празна е. Бегај! Ерол,
Отидов и место празната сум ја зел полната кошара. Ама како избега. Ај, колку ми се јаде пастрма со кајгана за ифтар. Пастарма и кајгана? Каде да најдам пастарма? Не јадат во нашето село. Полека, пријателе, тетка ми вели дека сака малку пастрма, ти прашуваш каде да најдеш пастрма. Како поставаш такво прашање? Тогаш мора да одиме во Мармарис. Ако треба ќе одиме до Кајсерија, ама како може да кажеш такво нешто? Добро, ќе одиме. Што да се прави? Ќе купиме 100 грама и ќе се вратиме. 100 грама? Абе, брат, што е тоа 100 грама? Тоа мора да се цели парчиња, да се изберат најдобрите и да се донесат. Добро, ќе купам. Добро, ајде оди купи големо парче и врати се. Добро тогаш. Ај, ама јас сакам пилешки гради, друго не можам да јадам. Значи, да бидат пилешки гради, друго не може? А ако купиш пилешки гради, ќе биде добро. Добро, ќе купам, одам да купам пастрма од пилешки гради, добро. Чекај малку, знаеш, јас порачав јан постер, разбираш? И можеш да го земеш и постерот, така? Добро. Господе Боже, колку чуден човек. Слушај, а тебе кај ти текна пастрма сега, бе, жити се? Што да правам, цел ден не седи на глава, го испратив да останеме малку сами. Елмац, како можеш да го истераш човекот од неговата куќа и жими се ми изненадуваш да ти кажам, жена? Ама многу ми недостасуваш, црвче му е мало. Кој е сега? Младоженецот Ферит, испратил порака. Што напишал? Пишува, дојди итно, мора да разговараме за работа. Ајде, дојди на нашето Ај, не излегувам на оваа жештина. Ќе останам некое време со Јапрак. Жал ми е за неа, цело време плаче. Сите се однесуваат спрема неа како глупачка. Ќе видите, ќе ја променам јас. Па, да, секако. Ти знаеш најдобро. Што да кажам, со среќа, само малку е. Нема да ме сватиш погрешно, ама таа си има малку проблеми. И ти ли мислиш така? Слушај, кога ќе ја сменам и ти ќе се шокираш. Не е проблем, јас што мислам, само велам дека има нешто со главата. Не знам како да го објаснам тоа, ама како и да е. Ајде, јас ти посакувам да издржиш и да имаш среќа. Благодарам. Само нема да станеш како неа, може ли, а? Еј, среќа што не умирам во оваа облека. Многу е жешко, значи, Ајде се гледаме. Ајде се гледаме. Бато мој, добро си. Изгледа не сум, брат. Јас одам, браќа. Каде, братче? Да ја прашам Ѓулѓун за тој мал тиквар. Сите ги виделе сами заедно, така? Сами заедно. Остави го, бе. Нека разговара да се расчисти работава. Јапрак, што прави таа? Таа, не знам. Става слушалки и слуша музика, тоа. Стани, девојко, стани. Што правиш, мами, исплаши? Сушност ти што правиш? Сестра ти тука плаче, а тебе не ти е гајле, си отворила уста, си легнала и слушаш музика. Не правам ништо. Слушам арабеска. Мојот коптагел многу сака арабески, а јас воопшто не ја познавам арапската култура, па бар музика да слушам. На таков начин ли ќе го запознаеш? Да. Според мене заљубените парови треба да знаат се едни за други. Според мене врската така станува уште посилна. Дали ме разбираш? Доне, подобро симни се долу и види дали е таму коптагел. Јапрак и јас мора да поразговараме за нешто многу важно. Добро. Веднаш одам. Ајде, оди. И јас и Јапрак ќе поразговараме малку. Ајде, оди види дали е таму да те видам. А ти зошто се уште плачеш? Сестра рече треба да се преправам дека сум тажна и да се преправам за да изгледа вистинско. Се преправам, гледаш? Ај, дури мене ме натера да поверувам, а велат дека си глупава. Одиш до изворот по вода, а се враќаш без вода. Ќе донесам, нели? Да, ќе донесеш. Ќе донесам, ама сите ме знаат таква. Тоа сакам да го сменам кај тебе, да создадам нова слика за тебе. Сакам да ја подобрам твојата убавина и интелигенција. После Бајрам ќе излезеш пред сите толку многу сменета, што сите ќе бидат во шок. Секако нека бидат шокирани, нема да се освестат од воодушевување.
Смени го секој дел од мене. Моето тело е твое и моите коски се твои. Е твое. Ај, се мое е твое. Ај, полека застани. Коптагел, 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 каде си? Тука ли си? Не. Та е тука, веднаш ке ми се исправија очите, ама не е тука. Се прашувам каде отишол тој? Сигурно отишол да прошета. Требаше да ме земе и мене. Уф. Подобро да ти се јавам. Добар ден. Како сте, девојки? Каде е бабата? Фала, добри добре, сме. бабо, супер. Бабо, ако дојде овде Фердо, кажи му дека сум во градината. Добро. Ке му кажам. Добре. Види го. Абе, само што излегов веднаш ме бара, што е ова, види, не ми се верува. Ми се залепи како да ми е жена, бе, хеј, Господе Боже. Ми исклучи. Веројатно е зафатен. А може би тргнал намаму? Не, нема да одам. Ке биде безобразно. Подобро да почекам јас овде. Еј! Гледате во мене! Еј! Кажете веднаш од каде доаѓате? Од кај господин Решат. Од кај Решат, а? Ти се шегуваш со мене, а? Ме лажеш, а? Доаѓаш од кај мене од дома. Ерол ми кажа дека си бил таму. Да, таму бев, да, сепак тоа е имот на дедо ми, нели? Да, таму беше. А јас бев кај Решат, го сретнав по пат кога си одев. Освен тоа, ако инсистирате, мора и да докажете. Пријатен ден. Пријатен ден. Види, многу се паметни. Добро им работи умот, а? Јас убаво ќе им кажам како им функционира нивниот ум. Од едно семе на сочоглед излегуваат две. Здраво вам. Здраво. Сте го виделе ли, брат ми? Требаше да дојде. Тука беше пред малку. Рече дека ќе биде во дворот. Ми рече да ви го кажам тоа. Добро, благодарам. Слушај, оди веднаш кај Решат, најди го тату и не појавувај се овде, разбра? Добро, варет. Ако знаат Дузгјун дека си бил кај нив, знаат и Исмаилите. Биди внимателен. Добро, ќе одам, ајде, одам. Ако се случи нешто, јави ми се. Важи. Ајде. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarım giymiş beyaz azya, cuma namazından gelir. Yarım giymiş beyaz fistan, cuma namazından gelir. Перед. Зете, што има, бе? Имам убави вести. Средено е со минибусот, жените се на наша страна. Сега ќе ги однесеме на Мармарис, а потоа ќе отвориме агенција со нашиот минибус. Абе, брат, јас тоа веќе го знам. Сепак, тоа е многу добра идеја, знаеш, нели? И освен тоа, ќе ги купуваме и препродаваме производите на Дузгјун. Како е можно тоа? Знам што ќе се прави, имам идеи во глава. Одгледуваат органско, а потоа ги продаваат на предприемач. Илгјун ќе ми го каже името на тој човек, ќе се ослободиме од тој човек, ќе ги купуваме производите и ќе ги продаваме на пазарот. Добро, ма, тоа е многу ризична работа. Можно е, ама нема победа без ризик. Само се вели на тој што ризикува и Бог му помага. Ѓулѓун, може ли да дојдеш малку за момент, а? Да поразговараме?
Маџир, што се случило? Гилџан, а што правил тој Џунет кај вас дома, а? Можеш ли да ми го објасниш тоа? Од каде јас да знам? Секогаш доаѓа овде, Сонгјун го викна. Сонгјул го викнала. Така? Ти мене ли ме лажеш? Што значи тоа сега? Како што значи? Сонгјул го викнала. Ако го викнала Сонгјул, зошто тогаш Сонгјул ми ја испрати оваа порака? Погледни, види. Види убаво, погледни. Види ја ти Сонгјун? Види ја Сонгјул. А ќе ми објасниш ли? Ајде да чекам. Што сакаш да ми кажеш со тоа? Мислиш дека ти изневерувам со Џунејд? Не велам дека ме изневеруваш. Ти го кажа тоа, Гилџан. Јас всушност не знам ништо. Ти и Џунејд сте биле сами во камперот, а јас не знам ништо за тоа. Брат ми кажа. Што сте правеле ти и Џунејд сами во камперот? Може ли тоа да те прашам, ако не, а? Хем си виновна, хем ти се лутиш. Па уште име маваш, а? Така ли, Гилџан? Не правевме ништо во ред. Само тој ме фотографираше. Како не ти е срам да се сомневаш во мојата чест? Оди си од овде, Маџир, губи се. Не сакам да те видам. Да не си ми се појавил пред очи веќе. Тато, што се случи? Зошто плачеш? Зошто ли плачам? Праша ја неја зошто плачам. Зошто да ја прашам Сонгјун? Види ја како молчи. Знаеш ли што направи? Зошто му ја испрати да Маџир сликата со мене и Џунејд? Жими Бога, не мислев ништо лошо да до Гилџан. А што ти мислеше, на што мислеше? Ми го уништи животот. Што да правам јас сега? Заради тебе се случи ова. Што се случи? Имавме расправија. Со кого? Со мене. Погрешно ме разбра. Да, разбрала погрешно. Навистина, дадо, таа е виновна. Молчима? Сонгјун, слушај ваму, ти се колнам лошо ќе си поминеш. Што ќе правиме со тие? Ова се првите чекори до новата јапрак. Првите чекори. Пролета ли? Доаѓа за мене? Видиме? Видиме само. Токму тоа и го зборувам, доаѓа пролетта за тебе. Цвекиња, птици. Кажи, тетино. Елмас, одиме во Мармарис и веднаш се враќаме, добро? А зошто? Ферит сакаше да смени нешто на себе. Одиме во Мармарис и ќе се вратиме пред вечерата, не грижи се. Добро, не доцнете да не ве мислам. Добро, Душо, нема да доцниме, ќе завршиме и се враќаме без геле. Само слушај, нека остане тоа меѓу нас. Види, никому не кажувај ништо, важи? Добро. Те бакнувам. Тетино, ајде се гледаме. Те бакнувам и ја, чо. Слушај, Фердо, Илѓун ти напише ли нешто? Адреса или име, а? Напише нешто? Ми напиша. Го напиша во навигација. Ке не однесе до овој дуќан и... Еј, имаш некакви новости? Кажи ми. Зет ти наскоро ќе стане собственик на земјиште. Како ќе биде тоа? Ја знаеш, Доне. Сестра му решат, накратко. Има земја што останала од незините родители и ми ја дава мене, брат, мене. Навистина? Да бе, готово, ама не е готово. Зет ти не запира тука. Ќе земам и 50.000 лири од решат. 50.000? Како така? Ете така, 50.000 лири. Па сака да стане спонсор, ќе плати. Ќе залепиме постер на стаклото од него. И за тоа
Излеков вкупно 50.000 лири. Малку глупаво, ова? Значи ќе го гледаме решат по цел ден. Абе, брат, не се грижи, се ти тоа ќе го среди, без гајлети, еј. Готово е, момци. Што се случи? Отидов за да ми објасни, ама Ѓулѓун ме избрка. Кажи ми што се случи. Готово е, брат. Се разделивме. Ама бе... Полека, бато. Се случи тоа што се случи, бато. Слушај. Што ти реков? Тоа што станува со бес, седнува со вина. Се случи тоа што требало да се случи. Како и да е. Ќе видиш. Ќе видиш, ке најдем излез. Стигнавме, брат. Лесна работа. Повелете. Добар ден. Добар ден. Вака, да прашаме, во селото Саликој има еден чичко Дујджун. Мислам дека купувате производи од него. Да, купувам. Убаво, убаво. Епа, веќе нема да купувате од него, ќе купувате од нас. Што значи тоа? Ми се заканувате ли? Ало, ти бе? Еј, не, погрешно не разбравте. Дојдовме со понуда. Добро, во ред. Каква понуда имате? Љубопитен сум. Колку ги купувате производите од господин Дузгин? Па околу 40.000 излезе некаде во јуни. Купувам од минатата година. Цените се сменија малку. Тука некаде се. Добро. Колку заработувате од вашата работа? Земам 10%. Некаде околу 4.000. Добро. Ќе ви дадеме 5.000 од кај нас да правите нарачка. Велиш 5. правиш? Рековте 5. Договорено. И парите да ги добијам веднаш по Бајрам. Или не? Ако добијам плата за Бајрам, ќе ја прекинам работата. И ја преземам стоката. Добро. Парите ќе ги добиеш пред Бајрам. Ајде, зете. Пријатно. Оди. Пријатно. Оди. Вижи се. Абе, Фердо, не те разбирам, бе. Зошто му даваш 5.000 туку така? Каква е оваа трговија, бе? Каква трговија, важи се? Остави. Тој ги зема на ефтините работи. Такви препродавачи се. На такво место продаваме производи. Најмногу 20%. Ке заработиме многу пари. Ама, брат, слушај, нема да ги трошиш парите што ги добиваме од решат. Не грижи се, ќе ја земеме готовината од решат, а потоа ќе платиме сметка. Останатото е лесно. Добро, ајде. Овие смислуваат нешто, ама како и да е. Како смрди ова. Добро е што фолијата не е оштетена. Таму се сневиди колку постери се направени. Не е важно. Чекај. Ај, колку си убава. И јас сакам да видам. Чекај. Земи, сега избреши го лицето. Не дозволувај да те види никој, добро? Ке ти покажам јас за кратко. Добро. Ај, многу си убава. Ај. Добро. Во селото има една девојка, ти кажував за неа, Јапрак. И така со дозвола на Господ се свршив со неа готово. Како се свршив? Па во селово има еден Чичко Фикри, многу сум му благодарен. Да знаеш колку добар. Види, добриот човек доаѓа кога се зборува за него. Чичко Фикри, деде, како си ми? Добро сум, синко, а со кого разговараш? Со мајка ми. Добро ќе му кажам, мамо, мајка ми те поздравува многу, Чичко. Па, поздравјај ти, Неизе. Мамо, слушај што ќе ти речам сега. Значи, ќе ти купам билети, ќе ти го испратам, ќе дојдете овде и така сакаше да ме видиш и ќе ја запознаеш и свршеницата. Добро, ајде. Слушај што ќе ти речам. Сега ќе ти купам билети и ќе ти испратам по мејл, ќе го провериш ти и ќе ми кажеш дали е се во ред.
Само слушај ме што имам да ти кажам. Слушај. Донеси ја и виолината, те молам. Да, земи ја мојата виолина. И така овде за Бајрам нема такво нешто, никој не свири на виолина. Ајде, многу ми недостасуваш, да ајде. Ајде, те бакнувам, ајде до гледање. Чао. Ајде, те поздравува Чичко Фикриеве. Уште еднаш, да. Тоа прави. Ајде, поздрав. Уште еднаш те поздрави и мајка ми, да знаеш. Добро, разбрав, така значи мајка ти доаѓа овде. Да, фала му на Бога, ќе поминам Бајрам со мама. Не може така. Зошто? Што ќе прави мајка ти на Бајрам во ова село? Зошто зборуваш така, зошто да не може, а? Не смее да дојде. Зошто зборуваш така, Чичко Фикри, зошто да не доаѓа во село мајка ми? Жената може и да се изгуби, и што ќе прави тогаш? Нека не доаѓа, нека не доаѓа. Мајка ми, Фануса, да се изгуби, шанса нема. Фануса ли? Да. Мајка ти се вика Фануса, така ли сико? Да, тоа значи мед што тече. Ти мислиш Фануса ќе дојде овде за Бајрам? Боже, што може да биде ова сега? Да, овде доаѓа за Бајрам, што ти е чудно, а? Добро. Ајде одам, поздрав, чао. Олелелелеле. Значи, Фануса доаѓа овде за Бајрам. Што ќе правам јас? Лел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 el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 
Госпоѓа Елмас не проба од пастармава? За ова што го побаравте плати 500 лири и ги донесов од А и Мармарис. не знам решат, одеднаш снемав апетит. Како и да е, врете, не е ништо. Момци, што правевте денес? Ништо. Бевме во селото. Да, во селото. Сигурен ли си? Што значи тоа? Бевме во селото, не сме биле никаде, хеј. Добро. Многу добро се најадов. Ќе се поправам овде јас. Одам да прилегнам малку. Ајде на здравје нека. Благодарим. Цел ден чекав да дојдеш Коптагел, цели 3 часа, знаеш, ама не дојде. Не дојде. Ти не дојде. Епа, шетавме ни селото и чекавме да почне вечерата. Што требаше да правиме? Туку да прашаме што господин решат. Не мислам воопшто на парите, ама дали би можеле да дадете малку... По Бајрам. Мислев, само малку нешто да дадете, а останатото подоцна. Не е проблем за другиот. Ама ме праша и Чичко Фикри и нему му рекол после Бајрам. Ама, пријателе, слушај, значи вака, дајте барем нешто, останатото после Бајрам нека биде. Парите се дадени како депозит. Ке средам. Како и да е, остави, ќе го решиме тоа некако. Слушнете, момци. Го зедов постерот. Сега ќе го залепиме тоа на минибусот. Аха, ќе го залепиме после Бајрам кога ќе дадеш пари, не е проблем. Ај, брат ми, колку убав човек е, нели? Точно, јас така мислам, господја Елмас. Да, да. Многу убаво излегол, да. Што ти е, тато? Што размислуваш? Не знам, синко, многу ми е тешко. Пред Бајрам ние ќе си одиме од овде, ќе одиме во Истанбул, да знаеш. Добро, ама каде во Истанбул ќе одиме? Што ќе правиме? Имам толку многу планови. Правам многу планови за проекти. Ги средувам нештата. Во ова село имаме иднина. Верувај ми. Добро, ама... Види, тато, ти реков верувај. Ти реков дека ќе средам се, така? Да... Ако велиш така, нека биде така. Ерол, здраво живо. Здраво, газда, добро дојде. Дај една столица. Боже господе. Земи и ти една, ајде, седни.
Седни, седни. И како си? Добро сум, газда. Добро. Да не дојде повторно оној лукавиот? Не дојде. Сигурен си? Сигурен сум. Како да сакаш да ми кажеш нешто? Ајде, кажи. Имаше расправија. Што? Моите девојки да не се скараа? Зошто? Мажер Исмаил дојде да ја посети Ѓулѓун. Не ја карајте. Рече дека слушнал дека се гледа со друг дечко и тоа. Абе, што зборуваш, бе ти? Господине, јас само пренесувам, не направив ништо. Ти ми велиш да кажам, јас ти кажувам. Кажи ми тогаш. Ке ти кажам. Кажи ми што се случило. Ни помалку, ни повеќе. Кажи ми да слушнам. Маџир и рече нешто на Ѓулѓун. Тогаш Ѓулѓун и Сонгјун се скараа и таа го плесна по лице. Маџир рече нешто на Ѓулѓун. Тогаш... Газда, не ги казнувајте. Како може човек да казне некој што е негова крв? Ама кога ќе се случи тоа, станува поболно. Секако за оваа болка ќе има казна. За да може да ја научат лекцијата за подоцна. Ти не грижи се, тебе не те казнувам. Ти си мој син со меко срце. Дојди ваму. Оддел за органско производство. Во нашето село произведуваме органски производи.
кажи ми, Фердо. Дојди, зете. Имам убава вест. Производите на Дузгјун ќе ги продаваме во ланец супермаркети. Навистина ли? Навистина. Ги предадов производите. Луѓето направија анализа, сега чекаат резултати. Можеме повеќе да заработиме од производите на Дузгјун. Како ќе се случи тоа, Фердо? А? Кажи ми. Човекот ги бара парите пред Бајрам, а ние немаме пукната пара. Јас ќе го средам тоа. Жити се, кажи ми што си смислил. Фердо, ни требаат 5000 лири, брат. Утре ги носиме жените на пазарување. Таму ќе му ги дадеме парите. Абе, не те прашав каде ќе му ги дадеме, прашав како ќе му ги дадеме. Правиш ли разлика меѓу каде и како, Фердо? А јас ти реков, препушти ми мене се. Не е проблем, еве, ти препуштам. Абе, дај не си игре со мене, кажи ми, многу ме интересира, како? Не знам ни јас, ќе го средиме тоа. Ќе ни се насмевне судбината. Слушај, немој да размислуваш да го дадеш под хипотека мојот минибус, еј. Брат, слушај, немој да ми се смееш, ти сериозен ли си? Веј, слушај, ќе експлодирам сега. Не, зете. Абе, што се смееш ти, бе, ало? Така се смеам. Илгџон Керко, кога се враќа сестра ти? Тато рече ќе ја донесе после Бајрам и ние ја чекаме. А кај тетка ти отиде, така? Да. Добро, тогаш ќе се врати наскоро и се ќе биде во ред. Драги патници, на патувањето со Коптагел, нашата турнеја по Мармарис ќе биде целодневна и навечер ќе се вратиме во селото. Денес тетка Елмас ќе ви биде водич. Ќе се грижи за вашата безбедност, за да не се изгубите, за да нема ризик да се изгубите. Ќе ви ги дадеме овие знаменца и се додека трае нашето патување, носете ги вака исправени да ги носите. Многу ви благодариме. Повелете. Браво. Дај ми еден мене. Бабо, повели? Одлична идеја. Повелете. Дај ми на мене, ајде, дај. Много добра идеја. Јас сакам една, дај. Повели, ве молам сега сите да земете знаменца и сите да одите со издигнати знаменца. Добро, а моето е таму. Тргни се мал! Ало, тргнете се малку, види ги како луди крави. Полека. Нема ништо, дами, ништо не е, ништо. Соберете се, ајде, соберете се сите. Ајде, сите се симнуваме. Полека, ајде. Хај. Ти што правиш? Волкав минибус вака застана. А што сакаш да правам со минибусот, бе? Што да го ставам во джеп ли, а? Освен тоа, нема што да се прави. Како не се тргат од пред минибусот? И слушај му, кога бевме во Истанбул, го чував на вакво едно место. И таму игравме. Игравме таму со тетка ти. Знаеш како танц беше тоа? И скинавме, брат. Зете, најдовме пари. Како тоа? Каде најде пари? Дојди со мене, дојди. Тето! Тетино? Ајде, одете вие, прошетајте, не задржувајте се. Добро, ајде дами сега, застанете во ред, знаменцата сите горе. Потоа застанете зад мене, ајде, Илгјун, ти оди напред, ако се одвојат, веднаш да се вратат, добро? Ајде, спремни ли сте? Ајде, сите знаменцата горе, ајде, тргнуваме. Сите кренете ги горе. Ајде, дами, следете ме. Ајде. Види го, Мармарис сјае. Што е, брат? Зете, види, овој пријател е со нас. Зошто, брат? Каква врска има тој? Фати го за рака, ајде. Што правиш, бе? Не се глупира, еј. Фердо. Ферид. Ајде. О, боже. 5 евра, фотографија за 5 евра. Господ да те касне, Ферид, видиме како си. 5 евра, една фотографија. Абе, се спржи во оваа облека, еј. Ама се спржи, веруваме, жими Бога, како јаничар сум, еј. Сакам да ја трнам оваа шапкава. Thank yous. 5 евра, фотографија за 5 евра. Зете, уште малку стисни зави. Абе, како да го направам тоа? 5 евра, фотографија за 5 евра. Хај. Фала. Хај.
Во нашето село има еден беркат и тој е изваков. 5 евра, 5 евра, 5 евра. Nothing е тодл, nothing, ел дол. Мислам, доволно направи, бе, брат, а? Нели? Добро, добро. Хај. О, имав еден пријател ист како него, да знаеш. Nothing at all, nothing at all. Where are you from? England. Како сте таму со плати? Кинете, а? Хеј. Зете ти се колнам, ти одговара облекава. Фала. Земи. Благодарам. Браво. Еј, чекај, скокни. Абе, малечок си, скокни малку, скокни. Ајде, бе, сликај веќе, ајде. Господе Боже, ќе паднам уште малку, Ферит. Зете, ти одговара облеката. Хај. I have no money. What? Што беше ова? Значи, брат, срамна ти е, Ферит. Погледни ме, денес се сликавме со 1000 луѓе, бе, брат, ќе паднам. 2225. Не зете, не со 1000, со 445. Толку бо 5 евра е 2225 евра. Фала, супер што пресмет, ако те плеснам со ножа по глава, се уште работиме. Дај 5 евра, бе, дај. Ненормални се тие, луди се. Овој наш бил, бе. Добро, може бесплатно. Мислев дека е некој турист и овој. Не ги води ни премногу, ке скапат. Здраво. Здраво. Ви ги донесовме парите. Оп. Повели. Точно 1600 евра, односно 5000 лири. Има и нешто вишок, ама во рете, не е важно. Добро. Дај ми ги тогаш од срце. Со среќа. Пред Бајрам, како кажа, така направи. После ифтар ќе му се явиш на Чичко Дузгјун и ќе му кажеш дека нема да купуваш од него во ред. Добро. Ама слушај, никому не кажувај за нас, важи? Ти воопшто не грижи се. Јас ке средам. Многу ми се допаѓате, пријатели. Повелете и друг пат. Наминете. Благодарам. Многу. Ајде, пријатна работа, ајде. Ајде, пријатно. Добар ден, момци. О, видете кој ни дошол. Добре дојде, татко Фикри. Дојди седни. Добре дојде, тато, влези. Дојди, повели. Да поседам малку, може, нели? Како сте, а? Фала му на Бога, добро ни оди. Ти како си? Благодарам, добро е. Земете, ајде. Повели. Еве и за тебе. Што е ова? Па нели утре е празник? Да ги подмирите трошоците за Бајрам. Што е ова? Што е ова, тато? Мислам, ти благодарам многу, татко, ама... Чекај, а братов, и тој е Исмаил, што тој не слави ли Бајрам? Буде ли е одовде, а вие сте дојденци. Сакам да те бакнам, татко Фикри. Ајде, бакни. Ајде, ке те бакнам и јас. Ти благодарам. И јас да ве бакнам тогаш. Со среќа празникот. А, така е. Да те бакнам и јас. Ајде сега, ви благодарам. И... Каде ќе бидете за Бајрам вие? Таму, каде што треба. За Бајрам ке празнуваме, па како и секогаш. Колачиња, шекер париња, ручек, ете така. А... Ќе дојде ли мајка ти, што рече, а? Да, вечер во овде ќе бидам. Навистина ли? Сигурно? Да, сигурно е, да. Тоа значи дека ако нема проблеми, вечерва ќе биде овде со Господ, напред ја чекам.
Добро, тогаш добро. Ајде да си одам јас, да не ве задржувам. Имате работа, ајде. Добро. До гледање, татко Фикри. Довидување. Задно зубово, татко Фикри, чувај се. О, леле. Повели тато? Фала, Терко. На здравје нека ти е тато. Убаво. Ме бара трговецот. Ало. Добра вечер, Мехмет. Како си? Добро, и јас сум добро. Повели. Аха. Добро. Добро. Добро, ајде добра ноќ. Не е важно. Ворете. Ајде пријатно, ајде. Што се случи, тато? Трговецот одби да ги купува нашите производи. Секој пат велеше дека нема да ги купува. Што да правам сега со сите тие производи пред Бајрам? Сега јас ти на оваа возраст да ги продавам на пазар. Ајде. Кој дојде? Господе Боже, што е сега? Добра вечер, добра вечер. Добро вечер. Добро. Повели, влези. Добре дојдовте. Добра вечер. Повелете, седнете, повелете. Седните, Тино. Што има? Дојдовме со добра намера. Господине, сакам да преминам на поводот за нашата посета. Момче, немој да се мачиш воопшто. Многу ми е јасен поводот на вашата посета. Еднаш порано исто дојдоа со таков повод. Затоа сега ќе направиме како што треба. Керкем Илџун му ја давам на Коптагел. Ја дадов дека оди. Коптагел рече?